Се поголема потреба за вода, а се помалку вода во изворите и бунарите. Рекордно опаѓање на капацитетот на изворот на Градечка река. Во последните 2 недели водата од изворот е намалена за цели 50%. Од просечните 50 литри во секунда, деновиве протекуваат 25 литри. А потрошувачката на водата во градот и населените места е 60 литри во секунда, иако потребите на граѓаните се заокружуваат на просек од 80 литри. Вакво намалување надлежните служби не паметат последните 20 години. Моменталниот проток на вода во реката е под минимумот кој што бил во претходните 20 на години. Значи, количината на реката на водата која што добиваме од Градечка река достига до 30 литри во секунда, што е минимум кој што досега не се памети, одамна нема толков мал доток на реката. А најголем проблем, односно намален притисок во водоводната мрежа или на периоди и воопшто нема вода на улиците Гоце Делчев, Јане Сандански, 4-та македонска бригада, Христо Узунов и Пиринска, делови од Пиринска. Пролонгирањето на сушата без дождови секојдневно дополнително ја редуцира потрошувачката на вода, особено во повисоките зони од градот и во зоните кои се во близина на резервоарите. А во кои делови од денот еве нема вода? Кумаја сека вечер однемува. Кој е време отприлика? Од 6 до 10. Воопшто нема или? Да, воопшто. Така, притисокот како е во текот на денот? Те са им. Са е добра притисок. Се случувало ли тоа и претходните лета или? Абе, случувало се, ама сега по цел ден, ја поготово кога сам дома, нема вода. Денес во пладневните часови заради пукање на цевка од водоводната линија без вода остана околу 400 корисници од населбата Воден. Стручните екипи од комуналното предпријатие Солидарност проблемот го лоцираат во притисокот кој се создава со вклучувањето на бунарите. Дефектите што се дешават во градот сега се должат на зголемениот притисок поради пуштањето на бунарите. Вчера беше пуштен бунар Осојница, поради поголем притисок доаѓа до пукање и тоа се деси на главната линија, така да еден дел од градот у населбата Воден ќе немаат вода се додека не се направи дефектот. Покрај изворот на Градечка река за водоснабдување на Виница уште од месец јуни активно е вклучен и бунарот кај село Јакимово, а од вчера со 15 литри во секунда е пуштен и бунарот на река Осојница. Рестрикциите во водоснабдувањето ги наметнуваат условите, но Виница има доволно вода, смируваат надлежните. Како алтернатива останува и изворот Дончево кладенче, кој се уште не е пуштен во функција.